Ова е еден од големите храмови во Киото. Ондека се замива малце пред влегување. Еве овдека ги има овие. Мојше беше поарно да влезам од таа страна. Ај, ќе влезам од таа страна. Значи од овде е главниот влез. Еве ги чешмите по обичај естетски направени со бамбусови дрва. И еве го главниот влез ги има овдека овие што се овие куќина, што ги има клучоите на храмо. И ево храмо. Така да, кој е овој сега овде? Конфуција, ке знае кој. И така, овдека е само да завртам како е назад. И влегуваме еве во храмо. Овдека е веќе влеза. Овдека е нешто за поклонение. Ете. Аплодира, мислам, песка да привлече внимание. Се мола. Еве го и овој. По 2 пати. За да привлече внимание на духовите. И веројатно ако е повеќе од 2 пати ќе биде као да ги навредуваш духовите, као демек као не те слушнале. Има некои такви зато 2 пати еднаш може не те слушнал, ама 2 пати е да сигурно. Так, еве одека исто има нешто као туристичко село. Овдека ова е таблата со молитви. Овдека еве го овие исто пропратни објекти. Ете и ваму нешто се мола. И овдека ги има овие куќина чувари. Овдека нема клучеви, она му има ја. Во уста држа клучеви. Овде нема. И шо ова држи нешто во уста. Нешто као шо е ова? Сноп од орис или така нешто. И еве ги овие шинтистички храмови. Кај шо еве го како фрла. Парите се фрла за да му се да му се поклонува. Аплаудира за да биде забележани. И така. Овдека пишува забрането сликање. Овдека се инако стура парите. Онде молитвите, инако она му е за ова зборував, нема ништо таму. Аплаудира нешто, али нема ништо. Некоја душа, некој дух. Добро, како и да е. Овој некој како европеец, ама облечен како кинез. Познато место и ова, затоа застанав овдека во Киото. Како е еден од најстарите храмови. Да го снимам. Еве и многу така интересни овие покривите, формата, сета така е интересна. Така.
Веќе сега е пред затворење 5 сато некаде, еве ова исто, мислам дека се молеше и од другата страна, сега и од ова страна. Од зад грб му влезе на духовите. Не може да не остане незабележана. И така и овдека сега ќе се чекира, ете така, и овдека може да му плисне. Ете така. Значи, сите ја забележува, сите духови, значи нема да остане незабележана. И така. Белким по толку трудој че изоствари жалбата. И так, еве го овдека овие што се овдека продава овие дуќанчина за жртвите, дали ова миризливи стапчина или нешто друго. Так. Не, овдека првпат устари ги гледам ја овие кучинела како скулптури, што е така малце интересно. Еве. И од ова страна, ова носи некој од левата страна, носи некој свиок во уста. Чекај, овој храмов не го забележав. Овие се инако молитви. Добро. Интересно, така. Сега модам нагоре по храмов да видам. Овдека мислам дека има уште дополнителни објекти нагоре. Така да модиме наваму да видиме што се деша. Фокусирам малце камерата. Овие клопотарци за ако случајно духовите не те она заслуша што се вика, па да му лупниш малце на овој клопотареца, а може да те слушнав, конечно. И так. Многу луѓе, како и по обичај, на многу места во Киото. На многу места храмови вака, на многу места туристи. Туристичко место, нема тука. Киото, например, ете бил со Милениум главен град и сега веќе како туристичко место е сега поише. И го форсира така јапонци како туристичко место. Пошто и тоа придонесува на економијата на сите тие работи. Еве, јапонката се мести за сликање. Тама стане супер. Еве ги овие, дава му се и јадниците, па годи овие рамките, дали така се вика или не знам. И јадниците. И Еве ова сакав да го видам, сакав да поминам. Нешто е као благослов да поминиш под нив. И така да интересно е, не е ништо така е малце многу. И сакав имаше вака, овие се вика храмот со илјадници, ова
пагоди или рамки или како ги вика овие врати. Така нешто. Оти секоја ова врата асоцира на еве и куќината. Пак ова од левата страна носи свиок, ова од десната страна не носи ништо. Топка некоја. Ама и така да и овие јадниците пагоди или нешто така. Значи, сето овие инаку се од дрва направени. И интересно. Така. Има символично значење као врата за преминување преку еден свет во друг. А уствари во еден свет во друг, во трет, во пети, во илјадници и разбереш и само уствари процес на преминување на крајот испаѓа. Чеј да завртам маце позади. Ево. Тунел низ живото, процеси, како се вика, трансформации, менување, адаптирање. Тие работи, завршивме со ова е последната. И овдека веќе е друг храм. И така. Не нанаму има уште, ама веројатно таму се завршил со некој друг храм и сето е тоа. Така. Колку се направи видеото? 12 минути, мислам дека доволно е да се заврши овдека. Така да се гледаме на некој друго место.